Трајковски беше во брак со Вилма и е татко на 2 деца, ќерката Сара и синот Стефан. Бев многу мал и малку се сеќав на неговата врска со политиката. Но кога стана председател, ја бев многу среќен и полека сваќав каква е неговата функција како председател. Многу ме помагаше со учењето во историја и слободното време го поминувавме играјќи фудбал и кошарка. Ги сакаше спортот и културата. Тогаш имав 10 години кога го посетивме председателот Борис Трајковски со децата од драмската секција и ни беше голема чест што можевме да разговараме со него и тоа ми остави во длабока сеќавање во новиот милениум. За своите заслуги доби редица меѓународни награди и признанија од највисок ранг. Неговите неостварени стремежи ги продолжува фондацијата што го носи неговото име. Председателскиот мандат не беше лесен за него. Минуваше низ многу тешкотии, низ многу тешки моменти. Бараше утеха во Библијата, во молитвата. Секако дека тука бев секогаш до него, да му не дадам поддршката. Меѓутоа, тој чувствуваше дека и семејството жртвува со тоа што го внесува и него во тие проблеми. Денот кога се случи трагедијата, отидов на местото каде што тој последната вечер спиел и од левата страна ја видов Библијата и последното место кое што тој го прочитал нели беше забележано со една црвена лента и отворив и видов еден текст во кој што можам да кажам дека неговата судбина беше поврзана со тоа. Значи до крај остана најголем верник. Имаше повеќе од 500 души во Софија наредени за да се запишат во книгата, на жалост, по првиот бран. И започна да тече таа тажна река од тажни луѓе. Во еден момент дотрчаа моите луѓе и ми велат председателот Прванов дојде. Сака да се запише во книгата, на жалост, викам. Видете каква е гужва, не дозволувајте председателот да чека. Земете го и проведете го преку ред да дојде да се запише, тој има многу големи обврски, но гледајте другите да не ги навредите, извинувајте се на другите и така. За 2 минути се вратија луѓето, велат, председателот одбива преку ред да влезе, он и чекањето го смета за начин на оддавање почит на неговиот пријател. Во оној момент кога ги положи викињата, удри таков гром на 5 метра од амбасадата, од балконот. Удри гром, фулминат. Се осветли страшно, потоа се стемни, сите бевме пефлосани. Очите на Прванов се наполнија со солзи, тука беше Симеон II, од тоа време председател на бугарската влада. Се погледнавме и во тој час јас на Симеон II, на неговото величество, му реков, ова е Борис, он е тука, ова е начин на кој од оној свет тој ни благодари на ова внимание. Сака да ни каже дека е со нас.
В многобройните спомени, които имам за Борис Трайковски, не мога да надбележа факта, че той беше един много добър приятел, човек земен. Много пъти сме били заедно на една маса, много пъти сме пяли нашите общи песни. Били сме заедно с семейно и впечатлението ми е, че той беше един любящ съпруг и баща. Един съвременен европейски тип и като човек, и като лидер. I remember how he could express so strongly, I'm not afraid of dying. And now today I would just like to say thank you, Boris. Thank you for flying with us. This is the greeting which we can hear so many times as we have had a long flight. Thank you for flying with us. Hope to see you again. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I sit still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can be. When I